темата е за манипулација. Има еден интересен назив, кој што денеска е популарен и сакам да го објаснам тој назив. Стеван, Светлана, Стојановски, поздрав. И интересен е тој назив и ќе зборувам за него малку на почетокот, но ќе зборувам во суштина за манипулација и манипулатори. Елизабета, Јанку, добро вечер, Марина, Џаџовска, поздрав. Терминот кој што се користи популарно во помладата популација е gaslighting. Gaslight значи ламба која што била на плин, односно на газие. Знаете, порано имало такви ламби кои што користеле нафтени деривати и со помош на нив, нели, у старо време се осветлувале просториите. Сега, фактички потекнува од една театарска представа која што го има тој назив, gaslight, значи ламба, преведено кај нас, оние што се ламби кои што порано ги имавме со нафта, со плин, со гази и така натаму. И сега, поентата е дека мажот сакал да ја направи жената дека е луда и он скришно ја затемнувал просторијата, односно го намалувал светлото на ламбата. Она не знаела како тоа се случува, така предпоставам. Објаснувањето е дека се намалувало светлото, а она мислела дека полудува или побудалува и така натаму. И сега таму тој термин е произведен и означува манипулирање со реалноста на луѓето, за да човекот фактички дојде во состојба на конфузија, во која што ќе биде полесно контролиран. Значи, манипулацијата секојаш има во позадина некој тип на контрола врз некој човек кој што не е во најдобра насока. Контролата не мора секојаш да биде лоша контрола, но во овој случај манипулација е фактички лоша контрола. Зошто? Поради тоа што има негативна намера, поради тоа што има негативна цел, а таа цел е да се намали човекот, да се направи несигурен, да му се направи конфузија. И кога човекот е во конфузија, тој фактички не може да биде воден од себе, поради тоа што кога на човекот ќе му направите конфузија, он го губи собствениот контролен центар. Сега да збориме малку за тој контролен центар и зашто манипулацијата е проблематична. Секој човек има контролен центар. Контролен центар е, да речеме, неговиот ум. Или во самиот ум човекот има свој контролен центар. Знаете, кога човекот ќе се збуни и кога човекот ќе е конфузен, тој контролен центар негов ја губи функцијата. Сте видели ли дадена ситуација каде што сум го зборувал многу пати, кога некој човек е критикуван, омаловажуван, инвалидизиран? Па тоа е манипулација, да ви кажам. И сега, кога тој е човек инвалидизиран, критикуван, уништуван со зборови, како викаат, една лага кажа на 100 пати станува вистина, и сега тој човек го нема веќе контролниот центар. Кој му станува контролен центар на човекот кој што е многу критикуван и инвалидизиран? Критикувачот му станува контролен центар. Сега, што е у позадината на манипулацијата? У позадината на манипулацијата уствари страв, поради тоа што манипулаторот е исплашен. Само јак и голем човек може да ги направи другите луѓе да се поголеми од него, а само кукавица и страшливец ги прави другите луѓе да се под него. Во основа на манипулацијата ја има таа цел другиот човек да е под него, за да он може да доминира и за да он може да контролира, поради тоа што идејата на таквите луѓе име дека они мора да се највисоко, дека ако они не се највисоко, ако они не доминират и ако они не се над, дека у суштина се во опасност. И затоа тие луѓе со таа изопачена свесност која ќе тргнат дека мора да се они да се над и дека сите други мора да се под нив за да он да е безбеден, човекот почнува преку таа идеја да го гледа животот и со таа изопачена идеја, извртена мисла во неговиот ум, почнува да делува во околината. И често пати тој човек ги гледа другите луѓе како опасност, не како некој што ќе му помогне, поради тоа што тој човек и обично е ја све знам, ја не ќе помош едно друго трето, и он сака да контролира, ама не сака да биде контролиран, не сака врз него да биде делувано, и тој човек се обидува другите луѓе да ги донесе во ситуација на послушност, директно или индиректно. Имате ситуација каде што некој човек директно може да ве омаловажува, навредува, деградира, понижува, и има некој човек кој што тоа го прави индиректно. И овие кои што го прават тоа индиректно се поопасни од тие што го прават директно, поради тоа што тој што го прави директно знаеш кој е изворот на заканата и веднаш може да насочиш вниманието од каде нештото доаѓа. Сега, ако човекот не знае од каде нештото доаѓа, тогаш работите се покомплексни и многу поконфузни.
поради тоа што работите стануваат мистериозни. Гледате, мистериозните работи прават конфузија. Јас сум зборувал за ова, кога сум зборувал за момчиња, девојчиња и така натаму, кога еден со друг имате некој дечко кој што е мистериозен во однос на неговата девојка, не и кажува каде е, не и кажува со кого е, до кога ќе остане, што се случува мистерија и девојчево кој што е со тој дечко, она е конфузија, но таа мистерија кој што луѓето ја прават, некои луѓе прават тоа намерно го прават тоа, некои луѓе го прават ненамерно, се слагам. Но може би го прават од незнаење. Но имате луѓе кои што сакаат да се мистериозни. Знаете, мистериозен он да биде. Сега луѓето се фасцинирани од мистериозни луѓе, а уствари колку помистериозни луѓе имате околу вас, луѓе понесрекни сте, поради тоа што немате јаснотија, немате прегледност, не знаете што се случи, у конфузија се. Никој не ќе да е у конфузија. Кога имате човек кој што е мистериозен, која не знаеш кога ќе се појави, непредвидлив е. Гледате, непредвидливо, што е мистерија, непредвидливо, што е конфузија, непредвидливост. И кога имате таква ситуација, кога имате непредвидлив човек кој што е непредвидлив, е неодговорен, не е постојан. Кога имате таков човек, вие сте у стрес, у страв, у конфузија и не се чувствувате убаво. Имате некој девојче кој што е со таков дечко, или имате некој дечко кој што е со таква девојка, која што е секогаш мистериозна, која што не му ги кажува искрените и јасните намери, која што сака да го држи во неизвестност. Дечково е у страв. Дечково, поради тоа што она е мистериозна, он прибегува кон мистериозни начини како да ја освои. Знаете, мистериозни начини. Ке види нешто на TikTok, ке види нешто на некоја социјална мрежа или на Рилс, некој сподели го ова срце, ако сакаш да ти се јави девојката, ако сакаш да ти се јави они да те мисли, сподели го ова на вториот кој што ќе ти се појави на социјалните медиуми, се си кажеш, леле се, глеј, она отишла у таква комплексност, за да го добие тој кој што е мистериозен. И она што прави? Прибегнува кон мистериозни работи, демек, напиши, се согласувам, стави 3 срциња, ако сакаш, он да те засака пак, ако сакаш да те мисли, се свикаш ти, вау. Замисли до кај дојде на ситуацијава. Која здраво разумна врска ќе има таквата состојба? Ако девојкава или дечкова, без разлика на што, дојдем до таа ситуација, да он прибегнува кон овие мистериозни работи кои што ќе му се појават на социјалните медиуми, само за да добие некого, да ја добие он девојката или она да го добие дечкото. Па, да ти кажам од одма, тој не ти треба. Затоа што ако он е многу јасен, ако он е многу предвидлив, ако он е одговорен и ако он ти дава јаснотија каде релацијата ќе оди, ти нема си загрижена, проблемот е некогаш кога, па, знаете, интересна работа е, сега ќе навлезем у една ситуација каде што имаш некоја девојка, она уствари не го сака мистериозниот дечко, ама мистериозниот дечко кога ќе стане па преотворен, секој ќе ги каже на Америка, па не се свеја да видиш. Па си ја бара белјата, па си ја бара мистеријата, затоа што мистеријата, луѓе, има глупи игри, има непредвидливост, не сакате непредвидливост во вашиот живот, не ќете вашата врска да ви биде оптеретување. Ти сакаш врската ти дае слобода, за да можеш да крираш на работа, во живот, со пријатели, да живееш живот. Исто и со работното место. Ако имаш некој кој што цело време те зафркава на работното место, дека бидеш на работното место, нема да бидеш на работното место, па чекај ваков договор, па привремен договор, па не ти дам траен, па се, ти си у конфузија и си у страв. Зашто? Затоа што немаш јаснотија. Има многу убав цитат од филозофот Хабард, вели: сигурноста е јаснотија на гледањето. Сигурноста е јаснотија на гледањето. Вау. Сега, ја што сакам да направам со овие лајвови? Сакам да ви дадам само сигурност, да ви дадам јаснотија на гледањето, зашто кога луѓето имаат податоци, они појасно гледаат. Ама некогаш имаш луѓе кои што не ќат јасно да видат. Знаците и показателите се таму. Имате некоја ситуација каде што дечко ги гледа сите црвени знамења кај девојка. Девојка ги видела 50 црвени знамења кај дечко. Се прави на 3,5. Дека не постојат. Не постојат. Па се нема да кажеш дека он те изманипулирал. Он не те изманипулирал. Девојкава, 100 црвени знамења. Вау! Не можеш небово да го видиш од црвеново знаме, ама он се прави на тоа што се прави на 3,5, не ќе да ги види тие знаци и после тоа она го изманипулирала. Не, луѓе, да ви кажем една работа. Да, може некој да не изманипулира, но ние ретко кога не препознаваме манипулација.
дали директно или интуитивно ние пропознаваме манипулацијата. Она што е проблем е дека не сакаме да се соочиме со манипулаторот, за да можеме да ставиме стоп на таа ситуација и ние дозволуваме да бидеме повлечени во ситуација на жртва. Не викам секогаш, некогаш луѓето го гледаат тоа. Не знам, сте виделе, еве да ви дадам пример. Имате некој дечко, девојка му е катастрофа. Девојка му него да манипулира, него го направила помала од, не знам, од зрно грашок. И сега он затоа што е намален до тој степен, он не може да носи сопствени одлуки. Он сега зависи целосно од неговата девојка. Девојка го изманипулирала, го исконтролирала, го инвалидизирала отворено, скриено, како и да е. Му кажувала како не е маж, за да е маж треба ова, за да е маж треба оно, овој па и се докаже дека треба да биде маж со цел памет. И се што се случи, она до толку го исконтролирала да дојде он до помало од зрно грашок да биде. Другариве сите го гледаат тоа. Сите го гледаат тоа. Си викаат шо му е на ова и шо се завлечка со девојкава, сменете целосно на лошо. Он после 3 години, која она ќе му раскине, он нема да ја раскине неа, она која ќе му раскине него, ќе им рече на другариве, знаеш што јавев у токсична врска, другариве се чудат, свикат, овој после 3 години прогледа. Ама он прогледал затоа што е под дејство на манипулацијата. Сега, зашто човекот не може да прогледа кога е под дејство на манипулацијата, е поради тоа што е у конфузија. И затоа му е тешко да гледа. Сега гледате, целата идеја со манипулацијата е ви го отежнува гледањето. Не на почетокот, зашто на почетокот се уште не си инфициран од конфузијата на манипулаторот и ти гледаш. И најлесно ти е да излезеш од таа манипулација на почетокот, затоа што се уште си присилен, се уште контролниот центар ти е тука. Ама колку повеќе почнете нагризува манипулаторов, манипулацијата, конфузијата, мистеријата, толку помалку си веруваш себе си. И тоа е целта на целата таа манипулација. Помалку да почнеш да си веруваш себе си. Но гледайте, секојаш има конфузија. И во што е конфузијата во твојата реалност? Гледате, манипулаторот има за цел да ја тргне твојата реалност, да не си веруваш на себе си, да не си веруваш на тоа што го гледаш. Гледайте, не ги слушајте сладките зборови. Гледајте што човекот прави. Не ги слушај сладките зборови, затоа што он со сладките зборови до ушите ќе дојде. Гледај го тоа што го гледаш. Гледај го тоа што го гледаш. Сакам да ви прочитам еден друг цитат од филозофот Хабард. Вика, една целосна сигурна контрола, сигурна позитив контрола, ја вика, но зборот позитив значи сигурна, но исто така значи јасно изразена. Ај така да речеме, една целосна, сигурна или јасно изразена контрола може да се предвиди од другите. Знаете, сигурна, јасно изразена контрола може да се предвиди од другите. Зашто ние сите сакаме GPS системов? Нели гласот на GPS-от вика на 100 метра сврти десно, она од пред километар ти каже кога да вртиш. Зашто е убав тој систем? Затоа што не ти вика требаше да свртиш. Она ти вика за километар од сега земи го десниот излез. Значи ти однапред ти кажува. Значи гледате, една целосна, сигурна или јасно изразена контрола може да се предвиди од другите. Оттаму таа е добра контрола. Една несигурна, немарна контрола не може да се предвиди. Оттаму таа е лоша контрола. Значи имаме лоша контрола и добра контрола. Добрата контрола, гледайте, можеме да ја предвидиме. Лошата контрола не можеш да предвидиш и затоа ти се угрч, зашто не можеш да предвидиш што ќе направи, ќе каже нешто, ќе те критикува, нема да те критикува. Денеска е добар, ама утре е лош. Плюс, минус, топло, ладно, ти си збунет. Зашто? Немаш предвидливост. Сега, продолжува овој цитат, уште малку само да го дочитам од филозофот Хабард, вика, намерата исто така има врска со контролата. Контролата може да се употреби за конструктивни цели или за деструктивни цели. Но вие ќе откриете дека кога деструктивните цели се планирани, се употребува лоша контрола. Гледате, имате контрола со цел деструкција или имате контрола со цел конструкција. Менаџерот кога го контролира тимов, он го контролира таргетите да ги постигне, тоа не е добра контрола. Имаш и лоша контрола. Но гледайте, која е намерата? Манипулаторот нема добра намера. Он сака да контролира, во насока да го намали човекот. Но имате лидери кои што сакаат да контролираат во насока ти даде моќ и во насока да го извади најдоброто од тебе. Имаш некој тренер кој што сака да направи подобар играч од тебе, он те контролира, он го вади најдоброто од тебе, тој исто те контролира, ама со јасна цел и добра намера да станеш подобар играч. Манипулаторов ти вика дека ти мисли добро, а уствари прави лошо. И тука е проблемот. Манипулаторов вика дека ти прави добро. Кај сега? Он те инвалидизира. И тоа е некоја скриена инвалид. Ја те инвалидизирам.
Ја те леле, па ти не можеш критика да земеш, леле каков егоист си станал, абе како се ја те инвалидизирав, па гледаш дека кој добро ти мисли, ако ја не ти мислам добро, кој ти мисли добро? Ама он уствари ти инвалидизирал скриено, ти си го почувствувал тој удар, ама он ти се смешка и ти се представува како другар, ама уствари она што доаѓа како намера у позадина, што ти уствари го чувствуваш, е лошата контрола. Гледайте, немојте да ги тргате сензациите кои што ги добивате, например, у друштво. Имате у друштво, не се чувствуваш убаво некој друштво. Имате или цело друштво е такво, или имате некој у друштвото кој што го пребојува целото друштво е таков, затоа ти не се чувствуваш убаво, затоа не ти арно во тоа друштво, поради тоа што нема јасна убава желба за растење и добра намера, него има веројатно некоја намера која што е скриена. Сега, сакам да зборам нешто. Има една многу убава табела од една книга од филозофот Хабард, се вика Самоанализа. Книгава е фантастична, се вика Самоанализа. И има една цела табела, се вика Хабардова табела за проценка на човекот. И што се случува, фактички објаснува според скалата на емоции, ви текнува за скалата на емоции, нели? Сме збореле за скалата на емоции многу пати од него и он зборува според скалата на емоции. Што тој човек ќе направи? Според неговиот емоционален тон, можеш да предвидиш за човекот 24 работи, има 24 карактеристики, можеш да ги предвидиш 24 карактеристики за еден човек, ако му ја знаеш неговата емоција. Една од тие емоции, гледайте колку интересно, се вика скриено непријателство. Вау! Значи имаш ти пријателство, ама има емоција која што се вика скриено непријателство. Сега, јас според тоа што знам дека многу од вас ме следите одамна и знаете за оваа скала на емоција, ама за тие што сте прв пат со мене и на мојот лайф, ќе ви ја покажам оваа скала на емоција. Да видиме сега дали ќе успеам некако, ај прво на Facebook, почекайте ме сега со инстаграмовци, да им покажам скалата на емоции. После тоа ќе идеме и на Facebook. Гледате, значи имате скала на емоции. Гледате, имате овие жолти тонови, каде што се убавите емоции, но како човекот иде надоле по оваа скала на емоции, гледате, доаѓаат по негативни емоции. Имате емоции како што е антагонизам, непријателство, болка, лутина, омраза, огорченост, скриено непријателство. Гледате, скриено непријателство. Скриено непријателство е веднаш до емоција загриженост и страх. Скриениот непријател уствари е страшливец. Он како изгледа скриено непријателство? Гледаш, ти се смешка, ама има шајкал позади. Имате и подоле други емоции кои што се уште по-негативни и така натаму. Но ќе се вратиме на оваа скриено непријателство. Гледате, скриено непријателство е љутина, црвенило, гледате тие црвени емоции, неизразена огорченост, но има и овие плави емоции, тука човечиња се страв, загрижено, но плаво-црвено. Значи и таму и ваму е. Гледате, значи имате нешто кое што се вика скриено непријателство. Сега зборувам за тоа скриено непријателство, ама само сега на фейсбуковци да ја покажам скалата на емоции. Океј, Фейсбук, да видите и вие скалата на емоции. Океј, еве таа скала на емоции. Значи идеме нагоре, имате поубави емоции, кои што се поубавите тонови, но ако видите, видите ги овие преубави емоции, ако идете надоле, ќе видите една емоција која што се вика скриено непријателство и еве како изгледа. Тоа е ова емоција. Тоа е таа емоција на скриено непријателство. Скриено непријателство е емоција каде што човеков ти се прави дека ти е пријател, ама ти завидува, те гледа повеќе од него, те гледа дека тебе ти успева, него не му е баш, можеби, сака да се споредува цело време со тебе и сака да е он над тебе цело време. И ако ти си над него, криво му е. Порад било која причина, имаш подобра работа, имаш по-добар брак, имаш, не знам, шо и да е подобро, имаш подобар карактер, имаш повеќе шарм од него. И што се случува, се чувствува дека треба да те сидне, дека треба да те спушти, поради тоа што е во надпревар со тебе и секако он сака да е над тебе, и поради тоа прави обично скриени работи, кои што изгледаат како да ќе ти даде комплимент, ама не ти дава комплимент. Ти ќе кажеш си бил во некој хотел и он одма ќе ти каже да, го знам тоа, тој знаеш што не е баш рангиран најдобро, ние овој хотел што бевме, тоа е најдобро рангираниот хотел ова лето.
Или ти ке кажеш нешто си направил и одма другиот, ама знаеш што тој другарот болја кола купи, знаеш. Океј, ти е твојата кола, ама тој купи болја кола. Глупави примери дам се. Ама како и да е. Или некој девојка, да бе, ја да ги имам твоите пари со шминки, ја ќе изгледам така. 100 операции направи, па се изгледаш авион, ама без операции да видам како изгледаш. Сега, цело време е некој тип на боцкање, цело време е некој тип на опаски, цело време е некој тип на забелешки кои што сакаат, уствари да те спуштат, ама тебе не ти се верува дека станува збор за таков тип на човек, поради тоа што ти е толку близок и поради тоа што не ćeš да веруваш дека каменот од близко удира. Глеј, тој има мало шајче. Овој што е на антагонизам горе, да го видите, тој кој што е на антагонизам, ајде што еднаш ќе ви покажам скалава на емоција. Непријателство како емоција. Видите го непријателство горе. Видите, он како емоција има долго копје. Ама овој кој што е на скриено непријателство, луѓе, он мора да се приближи преку насмевката. Видите, мора да се приближи преку насмевката за да може да дојде до тебе. Он од близко удира. Видите, не може да ти е скрие непријател некој кој што не го знаеш. Сега, или може да ти е, ама мора да ти дојде, може те следувам, може те знае, може те познава, ама првиот момент кој ќе дојде во комуникација со тебе, ќе ти го спушти, што би се рекло. Сега гледате, еве го копјево на овој непријател, еве го овој што е скрие непријател, тој има помало шајче, затоа мора да дојде близко до тебе. Океј, сега тој скрие непријател, поради тоа што у нашиот ум ние многу често сакаме да им дадеме на луѓето бенефит и така треба, луѓе, да ви кажеме на работа. Боле да им верувате на луѓето, отколку да не им верувате на луѓето, поради тоа што така имате убав живот. Ама некој еднаш, два пати, три пати, пет пати, кога ќе ти ја направи истата работа, чупне се у глава малку, за да видиш дека може би е скрие непријател. Сега скриениот непријател е тој кој што ќе манипулира. Сега според табелава на скриениот непријател, гледате, вика, ќе ви прочитам неколку работи. Например, има категорија се вика ниво на етика. Сега овие што се високо на скалата на емоциите, има добра етика, има висока етика. Вика, гледате, например, тој што е многу високо, вика, етиката е базира на разум, многу високо ниво на етика. Ама подоле малку, и тој е у добрите емоции, пак е тој некој кој што е високо, вика, внимава на етиката, на групата, но ја подобрува според барањата на разумот, ја подобрува етиката на групата. Сега, овие кои што се доле, вика, има негативна етика. Или справување со вистината. Горе, вистинољубиви. Овие кои што се на скриено непријателство, вика, остроумно и злобно изопачување на вистината. Вешто го прикрива лажењето. Вика, остроумно и злобно изопачување на вистината, вешто го прикрива лажењето. Сега, што друго? Едно од работите, вика, пренесува само злонамерна комуникација. Од тој човек, тешко да извадиш убави работи, он само злонамерна комуникација. Или вика, ги прекинува комуникацијските линии. Нема да пренесе комуникација. Ти сакаш преку него да дојде некоја убава комуникација до другарти. Не занадевај, таа комуникација убавата нема да помине тој другиот, дефинитивно. Сега, вели вака, во однос на методот кој што го користи он, субјект се мисли он, на човекот, за справување со другите, како користи, кои методи користи. Вика, глеј, например, овој што е високо на скалата на емоции, да ви давам само за споредба, тој што е на во жолтите емоции, горе, на 4.0, зашто таа скала има, што е ознаки 4.0, е ентузијазм. Ентузијазм, голема, позитивна енергија, емоција. Што има овој, како се справува со другите? Гледайте, вика, стекнува поддршка со креативен ентузијазам и виталност, подкрепено со разум. Замислите, имате некој менаџер. И он стекнува поддршка, вика, со креативен ентузијазам. Он ги тера кон цели, ги тера да направат нешто, им дава позитивни игри на работа за да немат групи игри. Вика, стекнува поддршка со креативен ентузијазам и виталност, подкрепено од разум. И така натаму. Сега, овој што е на скриено непријателство, вика, ги нулификува другите. Зборот нулификува значи ги мнози со нула. Ги нулификува другите за да ги доведе до ниво на кое може да ги искористи.
ги нулификува другите луѓе за да ги доведе на ниво на кое што може да ги искористи. Зашто? Поради тоа што кога те нулификуваат, те множат со нула. Тоа значи зборот нулификува, некој те множи со нула. И ти ја затоа што човекот користи лаги, он ти ја затемнува вистината. Ти си несигурен, зашто човекот те лаже. Си приметил како се чувствуваш трекнато, не ти е убаво, поради тоа што веднаш ти ја ремети сопствената реалност. Тој човек што користи толку многу лаги, он околу тебе кога ќе каже многу лаги, за кои што ти уствари наслутуваш дека не се лаги, ама ти е непријатно да му кажеш или на тој човек што го соочиш со таа лага, он прво ќе те нападне, второ ќе се тргне од тебе и трето ќе ги нафилма другите како ти си филм против него. Ама тоа е начинот на кој што тој функционира. Сега кога ќе ти каже многу лаги, он реалноста за твојот живот ја менува. Кога човек ти збори цело време негативно за другите, ти ја менува и сопствената реалност. Ако ти збори негативно за тебе, односно ти мислиш ти збори позитивно за тебе, ти збори негативно за тебе, ја крши реалноста со тебе. Сега, уште подлабоко да навлеземе во целава ситуација со манипулаторство. Од истиот филозоф Хабарт има еден многу убав триаголник. Се вика триаголник на разбирање. И тој триаголник на разбирање се состои, он вели, од три работи. Од афинитет, зборот афинитет значи благонаклонетост, љубов, желба да си блиску со некого, а реалност вели се цврстите работи во околу нас. Што е реалност? Телефонов е реален. Ама некој кој што е многу ниско по скалата на емоции, не му е реален, затоа што тој умагла. Нема реалност, не му е бистра јаснина на нештата. Реалност исто така е наша реалност. Гледате, ние имаме наша реалност. Кога двајцата ќе се согласат, велиме дека делат иста реалност. И третиот агол е комуникација која што е фактички размена на идеи. И што открил овој филозоф Хабарт? Прекрасно нешто обил. Ајде само да ви прочитам што е афинитет, што е реалност и што е комуникација. Значи, афинитет, affection. Affection значи наклонетост или љубов или недостаток од тоа. Сега може човекот да нема афинитет. Ако човекот нема афинитет за вас, мислите дека вие ке сте му реален? Некој кој што ви е љут, некој кој што ти е скриен непријател, он каква реалност има за тебе? Извртена. Луѓе, извртена, он те гледа како што на него му одговара, ма тоа не е реалноста во која што ти се гледаш. И комуникацијата ке му е лоша, поради тоа што ти не си гледан реален. Што е реалноста, вика, цврстите објекти, реалните нешта во животот, сега, а преку комуникација подразбираме размена на идеи помеѓу двајца луѓе. Сега, реалност исто така е согласување. Ајде да речеме, имате на некој човек, а реалноста му е дека он е добар готвач. А реалноста му е дека он е добар сопруг. Реалноста му е дека е добар татко. Замисли, има жена која што каже, тебе не те бива за ништо. Ти да готвиш, катастрофа. Ти си катастрофа, татко. Тебе не те бива. И се што се случува со реалноста, паѓа, бум. И се што открил филозоф Хабарт? Ако еден од аглите ги имате, другите два ќе ги има. Ама ако еден агол го немате, другите два агли ќе ги нема. Сега, гледайте, ќе ви објаснам нешто што е многу интересно, како овој триаголник може да го искористите за да се разберете со некој човек. Но имам поента сега зашто ви го кажувам овој триаголник, поради што имам нешто многу интересно како поента за малку покасно. Гледайте, ајде да го земеме овој триаголник како основа за меѓучовечките односи. Значи, вели, ако афинитетот го има, ќе го има и реалноста и комуникацијата, ако афинитетот го нема, ќе ги нема другите два агли. Ајде направиме една вежба. Помислете на некој пријател или пријателка. Не мислете на членови од фамилијата, поради што за нив секојаш имаме афинитет. Мораме да имаме афинитет, татко ти е, мајка ти, да не се согласуваш, ти ги имаш афинитет. Помисли некој пријател, пријателка со кој што имаш многу афинитет. Помисли некој таков човек со кој што имаш многу афинитет, многу го сакаш, многу сте блиски, имате многу голема наклонетост кон тој човек. Помислете на таков пријател. Помислите на таков пријател. Со тој човек имате ли слични реалности, имате ли слични точки на гледиште? Пишете ми. Ако имате некој афинитет за некој човек, го одбравте тој човек за кој што имате афинитет, имате ли согласно со тој човек? Имате ли теми на кои што се согласувате? Да или не? Обично да. Нели? Каснат коментари, ја знам дека ги дојат, ама обично е да, нели? Сега, ако имате афинитет за некој човек, ќе имате обично и реално со тој човек. И ќе ви оди комуникацијата, почна коментарите, ќе имате и добра комуникација со него. Каква комуникација имате со тој човек? Добра комуникација имате со тој човек.
Сега, помислете на некој човек со кој што немате афинитет. Помислете сега на некој човек со кој што немате афинитет. Ич не го сакате. Значи, не ќеш да е околу тебе. Имаш некој човек што ти е антипатичен, не ти е мил. Помисли некој таков пријател. Или пријател, ако ти уопште пријател. Помисли на некој таков човек со кој што немаш афинитет. Океј, помислите и на таков човек со кој што немаш, не ти е мил. Сакаш да си подалеку од него. Со тој човек имаш ли слична реалност? Имате ли теми на комуникација заеднички? Имате ли слични реалности? Обично не. Имате ли добра комуникација? Обично не. Имате ли разбирање? Не. А со овој првиот со кој што имаш многу афинитет, со тој имаш реалност, имаш комуникација. И сега имаш и разбирање, така? Океј, значи ако немате афинитет, немате реалност, немате комуникација. Добро. Сега, идеме на другиот ъгол. Помислете на некој човек со кој што имате многу согласување, односно делите иста реалност. Помислете на некој човек со кој што имате иста реалност. Цело време се согласувате. Значи, темите на муабет ви се заеднички цело време. Значи, цело време имате заеднички реалности. Цело време се зборите за нешто за кое што се согласувате. Помислете на таков човек. Океј, со тој човек со кој што се согласувате на многу теми, имате ли афинитет? Да. Имате ли комуникација? Да. Имате ли разбирање? Да. Се помислите на некој човек со кој што ич немате иста реалност. Едноставно сте целосно контра у темите, како ги гледате животот, како ги гледате работите, се целосно не може да се согласите за ништо. Помисли на некој човек кој што е целосно не се согласува со тебе. Цело време ти е контра. Помисли на Миле Контра или некој, како ги викаат Миле Контра. Сигурен сум дека има многу добри милиња. Ама имало некој Миле Контра, па го викале Миле Контра. Сега, помисли на некој човек со кој што имаш многу точки на гледиште, имаш афинитет, имаш комуникација. Помисли на некој со кој што немате точки на согласување. Немате точки на согласување, нема афинитет, нема комуникација. Така? Сега, помислете на некој човек со кој што многу убаво вие да комуницирате. Сакаш да комуницираш цело време со него. Мерак ти е да збориш со тој човек. Помисли на таков човек со кој што ти е мерак да збориш. Со тој човек имаш ли афинитет? Да. Имаш ли слични реалности? Теми на гледиште? Да. Имаш ли разбирање? Да. Океј. Помисли за некој човек со кој што не ќеш да збориш, зашто те вреѓа, те критикува, те омаловажува, цело време те кара, цело време нешто ти наоѓа мани. Помисли на таков човек. Со таква комуникација. Со тој имаш ли афинитет? Не. Имаш ли реалност? Не. Сега. Целата идеја, ова го користиме како да ги подобриме релациите со луѓето. Филозофот Хабард вели дека комуникацијата е најважниот ъгол, поважен од другите два ъгли, зашто преку комуникација можеш да дојдеш до реалност со некој човек, ако научиш добро да комуницираш. Не така, научите човекот добро да комуницира, комуникацијата има правила. Истиот филозоф Хабард открил формула за комуникација и ако човекот добро комуницира, ќе дојде до реалност и ќе се возобнови афинитетот. Ето еден од начините како можам да ви помогнам во моите консултации. Ако имате проблем со некој луѓе, со шефот, со дома, со кој да е, со децата, со сопругот, со свекрвата, со свекорот, со бабата, со дедото, со мама, тато, со сестрата, братот, со некој било кој, има начин како да ви помогнам да дојдете до разбирање со тој човек, користејќи оваа техника. Но гледайте колку интересна работа. Како да препознаеш, ајде збориме за како да препознаеш човек кој што ти е скриен непријател наредниот час, односно не у петок, ќе биде во понеделник, како да препознаеш скриен непријател, ќе ви објаснам техника како да ги препознаете скриените непријатели, но денеска за не се различе премногу темава, затоа што треба да ги објаснаме малку на поопширно и пошироко, ама ќе ви го објаснам у понеделник наредниот. Гледайте, овој триаголник не го имате само во релација со другите луѓе. Го имате во релација со другите луѓе, но го имате и во релација со себе. Ако ти цело време правиш компромиси, ако ти цело време правиш нешто што ти мислиш да кажеш не, а викаш да, цело време мислиш да кажеш не, викаш да, ти се кршиш реалноста со сам себе. Ти почнуваш да немаш афинитет за сам себе. Не си у комуникација со сам себе. Ако некој цело време ти кажува не те бива за никаде си катастрофа си, он ти ја затапува реалноста за тебе, гледате, тоа е лага, луѓе.
Ти, како ви кажат, една лага кажана 100 пати, станува вистина. Сега човеков почнува да верува во реалноста која што доминантниот манипулатор почнува да му е кажува за животот или за него, дури да не е за него. Може другар му вика, знаеш што, на работа никој не те сака. У фамилија никој не те сака. У фамилија си црна овца. Се он не ги сака фамилијава човеков на кој што му е кажано тоа. Може да се сомнева во себе. Зошто? Затоа што погрешна реалност ви дава. Затоа е многу важен интегритетот, затоа е многу важно да гледате, затоа е многу важно да живеете со вистината ваша. Затоа што ако тоа не е реално за тебе, а не е реално, тие критики постојани не се реални, луѓе. Ама ти си изгубил реалноста за себе, си изгубил самодовербата на тој начин. Не ти изгледа светол денот, затоа што те спуштил по скалата на емоции. Кога човекот ти кажува лаги, он ке те спушти по скалата на емоции, тој убав цитат го парафразирам се од истиот филозоф Хабар. Лагите и тие коментари ке те спуштат по скалата на емоции. Зошто? Затоа што не е вистинска реалност. Манипулаторот ти ја затемнува сопствената реалност која што ти имаш за себе, за животот и за луѓето. И тука е манипулацијата. Ти уништува твојата реалност, те тера да гледаш нешто кое што не е во согласност со тоа што си ти. И зашто е лошо да бидете со човек што ве гледа изопачено и негативно? Поради тоа што он почнува да фрла таква енергија кон тебе и почнува цело време преку комуникацијата тоа да ти го дава како реалност и ти почнуваш да го намалуваш афинитетот и за сам себе, поради тоа што почнуваш да веруваш во такво нешто. И почнуваш да стануваш несигурен. И почнуваш да имаш помалку простор, зашто видите, триаголникот е простор. Колку повеќе е простор, посветол си. Ама некој кој ќе те искритикува, кој ќе те кара, кој ќе те намалува, те стуткува. Така, ќе се згрчиш. И што се случува? Ти се намалува триаголникот со сам себе. Зашто е важно човекот да има дисциплина? Ајде сега да го искористам овој тренинг. Зашто е важно човекот да има дисциплина? Он ќе си каже денеска ќе идам у теретана да вежбам. Тоа му е реалноста. Ќе ја поби еднаш, утрента ќе скидам пак у теретана да вежбам. 2 пати, 3 пати, 5 пати. Бам, не си верува се. Афинитет за себе помалку. Комуникација со себе и со своите цели помалку. Триаголникот кон самите нас се руши кога имаме манипулатори. Но не смееме и сами да се манипулираме. Затоа што многу често никој не ни е крив. Гледаш што гледаш, тоа е твојата реалност. Ете. Ако не ќеш да гледаш, тен си отишол у минус. Не ќеш да гледаш, а тоа е пред тебе. Тен си издоминиран. Зашто веќе немаш ни храброст да видиш. Зашто гледате, храбриот човек не е лажго. Лажгото не е храбар. Сега, целата идеја е да си ја вратиш ти реалноста за себе. Остај негативни работи, остај хейтери, остај критичари и така натаму и така натаму. Гледај што е реално за тебе. Врати го, што викат луѓето, розеви наочаришно. Не, луѓе не се розеви наочари. Тој што е високо по скалата на емоции, тој го гледа по-реално светот. И е поубав. Тој што е устрав загриженост тага, тој ништо, он за него гледа реално од таа емоција. Зашто двајца што се на различна емоција им е тешко да се разберат? Зашто? Овој што е високо на жолтите тонови, он има афинитет, реалност и комуникација за убави работи. Овој доле за негативни работи. Тој само страшни работи гледа на телевизија. Одма се лепи за такви негативни коментари. Колку е пострашно, поише ќе го кликне. Затоа што на таа емоција. Поентата ми е, не дозволувајте околината или некој манипулатор да ти ја измести реалноста за тебе, или за светот, или за твоите пријатели, поради тоа што ако ти измести реалноста, ќе ти го измести афинитетот за околината и за себе и комуникација со другите луѓе и со себе. Зашто ние сме у комуникација со себе. Како сме у комуникација со себе? Што сакаме да постигнеме? Целите. Кога човек више нема целите, не е у комуникација со себе. Не е у комуникација со неговиот живот. Така да гледате, имајте на ум дека фактички е тоа не етика. Тој човек што ја манипулира, тој не е етичен. Ама ако вие не се верувате на себе си и вие станувате неетични. Луѓе кои што се до манипулатор стануваат неетични во однос на себе, поради тоа што почнуваат да прават компромис со себе и почнуваат да се себе критикуваат и инвалидизираат, ама тоа е поради тоа што биле во комуникација со некој кој што тоа го правил долго време кон нив. Една лага кажана 100 пати станува вистина. И ако реалноста за вас ви е лоша,
И ако имате лош став за себе, и ако сте цело време несигурни, ако цело време се плашите и не знаете, и сте цело време колебливи, моја проценка, не значи дека сум прав, е дека имате некој околу вас што ве доминира и што може би во некој степен ве манипулира. А под манипулација подразбирам дека ти ја кажува невистината за животот и за тебе. А зарем постојаната критика не е баш тоа? Постојаната критика луѓе е лага. Само што критиката многу често е под превезот на сакам да те коригирам за подобро, уствари нема врска. Многу често критичарите на скриено пријателство секојаш, ова ти го кажам за твое добро. Ова ти го кажам за твое добро. Ова ти го кажам за твое добро. Ова ти го кажам зашто само сакам те подобро. Бата ли таа работа? Премногу негативни работи го затемнуваат животот поради тоа што се нереални. Сте виделе човек кој што е постојано до некој што го толчи, до критикува, тој не е у жолтиве емоции. Не е светло, он е темен, он е загрижен, он е повлечен, он е несигурен. Со вниманието е негде, само не е тука. А зашто не е тука? Па немој убава сегашноста, зашто цело време го критикуваат. Кој сака да е у сегашноста кога некој цело време критикува? Луѓе, гледате. Ама гледате за да гледате. Гледате за да видите. Сега, ќе ви дадам еден убав цитат исто од оваа книга, се вика Патот до среќата, исто од филозофот Хабарте, вели гледајте. Гледајте го тоа што го гледате, а не тоа што некој друг ќе ви каже дека го гледате. Тоа што го наблюдувате е тоа што вие го наблюдувате. Гледајте ги нештата, животот и другите директно, а не низ облак на предрасуди, завеса на страф или толкувањето на некој друг. Ви посакувам да гледате и ви посакувам, ако гледате нешто кое што не е оптимално, да имате храброст да си го признаете тоа на вас и доколку сакате со тие луѓе да излезете на крај, на убав начин да не упадне на никој влакно од главата, јавете ми се поради тоа што стварно има начин како со комуникација да ја подобрите таа релација. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во што сме денеска среда, во петок. Чао!